Добар ден, почитувани гледачи на Слободна ТВ во Слободен печат. Отвораме нова тема со соговорник со кого што мислам дека ќе отвориме и сензитивни и чувствителни прашања, меѓутоа сите тие прашања и одговори се од интерес на јавноста. Во интерес на времето да го представам соговорникот. Александар Илиев, добар ден. Добар ден. За вашата кариера може многу да се говори, а јас издвоив неколку елементи. Безбедносен експерт, магистер по одбранбени студии на коледжот во Лондон, Кралски коледж, што убаво звучи вака, и магистер на нашиот факултет, односно факултетот за безбедност, Институтот за безбедност и одбрана из Скопје. Збор два за вашата кариера. Повелете. Мојата кариера е професионална кариера, трае повеќе од 20 години. Поголемиот дел бев офицер во армијата, потоа бев во Министерството за одбрана, офицер за разузнавање, а потоа имав кратка кариера во ОПСЕ, во Украина, и сега, во моментот, сум безбедносен експерт, консултант за политички прашања, проценки на ризик и изработувам планови за политичко делување. Ова последново што го кажавте, ќе го искористам како основа за следното прашање. Што всушност значи експерт за безбедносни прашања за приватен сектор? За приватниот сектор или за јавниот, ако ви и за јавниот значи многу. Кога некоја институција има високо ниво на безбедност, тоа значи дека ресурсите, и човечки, и материјални, и самите процеси може да функционираат така како што посакува менаџерот, без загуби. Доколку се преземе некој ризик, може да постојат и загуби. Сега секој бизнис е различен. Клиентите ви се и од Македонија и надвор од Македонија? Доминантно странство во моментот работа ми со клиенти од Македонија. Дали работите на она што се нарекува отворени извори на информации, open source, во смисла на тоа дека прибирате информации што се јавно објавени, па вршите анализа за ризикот за вашите клиенти? Секако, јавните информации, посебно во денешното време, се многу важен извор. На интернет има публикации, истражувања кои дефинитивно заштедуваат и време и ресурси кои истражувате нешто. И една од вашите специјалности во рамките на разузнавањето или на овие факултети што сте ги завршиле е анализата на дезинформациите. Значи, ако има информации, има и дезинформации. Можете ли да ја најдете таа разлика меѓу влијанијата на разни безбедносни служби од други држави или најлесно ќе напишете книга за теорија на заговор? Интересно прашање. Да. За жал, Македонија има висок степен на ранливост од дезинформации, поради тоа што нашето население во образовниот процес не е научено критички да размислува на високо ниво. Се мисли образовниот процес, целиот систем. Во целиот систем. И не ги препознава методите на манипулација. Значи, тоа е првиот проблем, високата ранливост. А друго е што во модерното време има голем обемни информации кои се шират и преку социјални медиуми, и преку интернет медиуми, па дори за жал и преку ТВ и печатените медиуми. И тешко е да се контролираат и се одговори на секој. Јас ќе ве потсетам на еден период, мислам дека беше пред една година и некој месец повеќе, кога Македонија беше изложена на закани од таков тип, каде што главно се говореше за бомби во училиштата. Дали овие информации што ги добиваа нашите служби знаева да ги процесуират и да изградат еден систем, да не се создава паника, може би вистинска среќа ништо не се случи од тој поглед, меѓутоа сепак тоа не беше пријатно време за живење. Овде прво би сакал да кажам дека кој да стоеше позади тие закари, користеше една наша слабост. Например? Таа слабост е тоа што ние во нашите ранливи објекти, тоа се училиштата меѓу нив, ние немаме протоколи како да се постапува во различни ситуации. И доколку, например, во Америка знаат дека доколку некој влезе во школото и со оружје и почне да пука, да убива луѓе, тие знаат дека треба да ги заклучат училниците. Потоа да ги засолнат учениците во подалечен ќош, каде што ќе бидат безбедни. И ова не е протокол кој е напишан
без истражување. Таму постојат истражувања зошто тоа е правилната мерка која треба да се направи. И сега кажуваме една мерка, и тоа за многу мерки како ова не е потребно пари, само е потребно насоки и обука. Така да ова слабост беше искористена од наша страна, а друг проблем беше тоа што во сајбер просторот тешко определувате од каде доаѓа таа закана. Од каде... Дали во меѓувреме се презедоа некои активности и мерки правни, безбедносни во овој поглед? Што вели вашето Јас знаење? немам дојдено нити до такви истражување, насоки кои би регулирале како сега нашиот образовен систем на основа на тие научени лекции презел некои мерки. Ајде да На територија на цела Македонија зборам. да ја прошириме сега таа област. Не мора да биде само во образованието, еве и во приватни компании може да се ева закани. Пример и овој објект како што е Секако. градскиот трговски центар, и тука треба протоколи за таа работа. Организацијата за безбедност и соработка со која ние председававме доскоро, има публикација која е насловена добри практики за заштита на меки цели. Трговскиот и школата е мека цел. Значи, постојат добри практики, постојат истражувања. Ние дури не мора да вложиме ресурси да истражуваме што е потребно да се направи. Доволно е само да се земат тие, да се прочитат и да се види што може да се направи. Што вели вашето знаење? Дали во овој момент, значи или во овој период, сме изложени на такви дезинформации со кои се загрозува безбедносниот систем во Македонија? Односно се загрозува безбедноста на граѓаните и имотот. Во моментот, повеќе сум насочен кон изборните процеси кај нас и во Европа и може да кажем да, постојат и дезинформации, постојат и пропаганда преку интернет медиумите која сака да го наруши и легитимитетот на процесот. Ги спомнавте изборите, мислите на парламентарните и председателските избори. Само кусо прашање тука, па ќе преминеме на втората област. Мислите дека во рамките на процесот избори во Македонија може да биде изложена на таков напад? Секако. Ја верувам дека ќе има барем дезинформации и напади кои ќе го нарушат легитимитетот на процесот и легитимитетот на лицата кои ќе бидат избрани. Што е одговорот за да се спречи тоа или барем да се намали штетата? Тешко прашање. Да, и тежок е уствари сушност одговорот. Лекот реков дека е образование. Меѓутоа за тоа треба време. На кратки патеки клучна е таа стратешка комуникација која треба да постои од кабинетот на премиерот, меѓутоа и партиите треба да имат свој план за комуникација кој ќе го почитуваат, доколку сакаат граѓаните да им веруваат и да имаат легитимитет кој ќе бидат избрани. Сакам да ви поставам едно прашање кое е кратко, ама мислам дека 2 дена треба да се зборува за него. Гласи вака: реформи во разузнавачко-безбедносниот сектор во последните 5 години се прават и што треба да се направи? Реформи се правеа и ти имат делумен ефект. Имаше 3 клучни делови од тие реформи. Првиот беше формирање на така наречената техничка агенција, оперативна техничка, која требаше да спречи прислушување на телефони. Но во овој момент ние сме исто така сведоци дека постојат и софтвери кои може да ги заразат вашите телефони и не само вашите телефонски разговори преку Телеком или Телекабел и другите оператори да бидат прислушувани, туку може да биде буквално следена комплетната ваша комуникација, се што имате на телефон, и може да биде уклучен вашиот телефон да ве слушат кога сте дома, а вие мислите дека тоа не е може. Така да дали само таа ОТА е доволен чекор за да се спречи прислушување, одговорот е не. Потребна е и безбедност во сајбер просторот. Вториот чекор беше формирањето на Агенцијата за национална безбедност. Меѓутоа да се појави друг проблем, а тоа е фактот дека организацијската култура која постои во АНБ во ДБК која постоела, е најверојатно трансферирана во голема мерка и во АНБ преку персоналот. Организацијската култура, како и впрочем и културата во општеството, се менува многу бавно. Така да за да се спречи и на злоупотреба е потребен ефективен надзор над оваа служба. И третиот чекор беше законот за координација на безбедност на разузнавачките служби,
кои за жал во пракса не видовме дека заживеа и да видиме дека има јасни насоки од политичарите кон разузнавачите и дека има еден аналитички центар кој прави здружени проценки од трите служби, а после тие да се доставуваат до политичарите. Според некое мое лаичко мислење, мислам дека Македонија во однос на државите Франција и Англија, па еве сега и Русија, не е предмет на сериозни терористички напади од држави или од групи од Блискиот Исток. Барем искуството говори дека тие најчесто се вршат во овие држави што биле колонијални империи во рамките на тоа. Меѓутоа, не можеме да спиеме со таа мисла дека не треба да инвестираме во безбедноста. Има ли нешто според ваше мислење што треба да го направи Македонија во правната сфера, значи веќе ако не можеме во некои други области, со кој би си го подобрила безбедносниот систем? Безбедносниот систем мислите од аспект на закони, на спречување на радикализација и борба против тероризам. Така е. Зашто секој таа опасност постои. Таа опасност постои и да бидам објективен, постои стратегија за борба против тероризам и постои стратегија за спречување на радикализација во државата и таа има своји позитивни ефекти. Меѓутоа, друг фактор кој придонесува да нема терористички напади во Македонија, тоа е што Македонија нема да биде така јавно видлива на светско ниво, доколку овде има терористички напад. Од друга страна, Балканот е транзитна рута. Така да има мношто фактори зашто кај нас не се значи, презема такви действија. Да. Дали мислите дека на Македонија е потребен одреден закон со кој што би се заштитиле објектите од такви напади? Секако, закон за критична инфраструктура е неопходен за државата. Тој закон го побарува и Европската унија, значи тој е дел од нашите реформи за влез во Европската унија, но тој ќе гарантира заштита на оние објекти и процеси кои се клучни или слично. За функционирање на државата. Така е. Не се сите објекти од подеднаква важност. Меѓутоа, додека ние немаме закони, критериуми и како тие објекти да бидат заштитувани со повисок степен на заштита. Потоа, која би била одговорноста доколку некој ги нападне тие објекти, значи би требало да има и промена на кривичниот законник. Не би било ист напад на критична инфраструктура, нели, тежината на такво дело и напад на некој објект кој според вас која е причината што не е донесен или бавно се донесува еден таков закон? Таков закон побарува одговорности од операторите на критична инфраструктура. Тоест, тоа значи дека одреден оператор, зборувам и за приватен оператор, еве на пример аеродромот во Скопје, тоа би значило дека тие ќе треба да преземат дополнителни безбедносни мерки, дополнителна обука, можеби ќе вложат и дополнителни ресурси. И разбирливо е дека одредени приватни оператори може да имат проценка дека ова вложување не е добро за нив, за економската добивка. Меѓутоа за функционирањето на државата е нешто друго. Мислите дека таквиот аргумент на вистина може да им го помати умот, па не знам, добивка или загуба, би ги попречила да инвестираат во... Не, тоа е една од можностите. Други можности се, нели, дефокус кон други проблеми на политичарите, недостаток на политичка волја, некојаш и нели немање доволно експерти од таа област и најверојатно по моје мислење комбинација на трите фактори. Кога би земале држава пример со слични карактеристики како Македонија, а која поседува вакви закони или вакви мерки во безбедносниот систем, која би ја навели? Хрватска. Хрватска, да. Во однос да бидете членка на Европската унија, тоа ќе мора да се донесе тој закон. Јас помислив Словенија да не е во таа група, ама Не, и Словенија секако е, меѓутоа еве јас го имам проучувано законот на Хрватска, но навистина е едноставен. Слични се моделите или слични се општествените услови во однос на заканата? Па да. Не во однос на карактеристиките на државата. И во однос на заканата Хрватска е со сигурност послична со Македонија отколку Словенија. Так, тоа сакав да прашам. Дали во однос на овој систем на безбедноста упатени сме на соседите со оглед дека дел од соседите се членки на НАТО или членки на Европска унија, или во однос на оваа безбедност не постои таква комуникација? Се мисли на Бугарија и Грција како членки и на НАТО и на Европска унија и на Албанија само како членка на... За тероризам, борба против радикализација, нелегална миграција, соработуваме со сите земји. И со Србија во случај, иако не е членка на...
таа соработка е клучна, бидејќи Србија е дел од таа балканска рута. Што вели вашето искуство во однос на стручноста на нашиот персонал или нашите екипи во однос на овие држави? Треба да учиме повеќе или поседуваме еден солиден стручен капацитет за да се справиме со проблемите? И двете. И двете. Поседуваме, но секојаш треба се учи. Да, треба да се учи. Не, го кажавте на елементи, се обидам сега да го одвојам тоа што го нарековте, потребна е политичка волја. Значи, тој елемент за мене е променлива категорија. Да. Кога ќе се промени политичката елита, ќе дојдат други луѓе со друго. Меѓутоа, може да се доведете во ситуација и да имате политичка волја, а да ги немате овие ресурси во државата. Знаењето за заштита на критична инфраструктура го поседува доволен број на персонал. Јас познавам многу експерти за безбедност кои во моментот работат во странство, конкретно е луѓе кои работат сега во ОПСЕ, кои се офицери за безбедност. Така да не да недостасува кадар. Сакам да ви поставам едно прашање кое во почетокот малку се осврнавме, а за мене сега ќе се појави како суштинско. Може ли да дадете една анализа кога би се вршил напад на Македонија од одреден субјект во време на избори, што всушност ние може да очекуваме или што може да не очекуваме, а сепак да се случи? За изборниот процес? Да. Па може да тргнеме од оно што веќе не се има случајно. Тоа се сајбер напади, да, тоа беше последниот пат и Ама го објаснија дека е технички проблем, не рекоа дека е... Да, ефектот беше сепак нарушување на довербата во изборниот процес. Тоа нарушување на довербата во системот. Прашањето всушност ми беше во таа насока. Се создава всушност паника дека системот е ранлив. Па токму таа е целта на такви напади. Значи, доколку граѓаните не веруваат во системот, доколку граѓаните не веруваат во легитимитетот на лидерите, може да замислите што може да се случи во една криза состојба. Да, они се сомневаат дека се наместени резултатите. Сигурно кај дел од граѓаните се родил таков сомнеш. Гледав една емисија од американска продукција за изборите во Соединетите Американски држави, каде што добар дел од институциите и службите во Америка беа со мисла дека Русија влијаела врз изборниот процес и му помогнале на Трамп. Тешко е да се каже, нели, кој стои за секоја дезинформација или за сајбер напад. Меѓутоа дека и вие рековте кој е ефектот кој бил постигнат. Така. Недоверба во процесот, недоверба во демократскиот процес. Да. И ние во нашата држава не може да замижиме дека голем дел од граѓаните веруваат дека демократијата можеби не е најдобар систем, дека демократијата не функционира. И таа состојба можеби е еден од ефектите кои некоја странска држава сака да го постигне дека некој би целел толку далеко, не е наменски некојаш нападот само за Не, ако станува збор на пример за хибридни напади, тие не се кратко како и војната, нели? Хибридната војна не е со краткорочни цели. Тоа е само еден ефект кој води кон некоја подалечна цел. Колку тогаш сме изложени ние на ова влијание од руски, кинески служби кои не се членки во НАТО и колку можат службите како американската да не заштита со своето знаење и инфраструктура? Дошто фактички ние се како членка на НАТО сме ризик и за НАТО доколку системот не е целосен и затворен. Кинеските служби, кинеското влијание пред се беше предизвик во сајбер просторот. И 2020 година ние подпишавме спогодба во која што го ограничивме користењето на 5G технологии кинески во нашата мобилна телефонија и интернет комуникација. А додека пак за руското влијание, моето мислење е дека тоа е многу силно пред се во културата. Тоа е во континуитет. Има многу истражување, едно истражување на Мост кој рече дека има историски наративи кои се проруски од 45 до 2021. Па потоа и ден денес ние користиме многу учебници напишани од руси кои се користат во нашите факултети и за изучување на историја и за изучување на дипломатија. Така да тоа нели, влијание во културата е многу силно, а исто така и во медиумите. Да. Има истражувања кои покажуваат директни врски на собствениците на медиумите и новинари, со руски олигарси, со руски субјекти, институции. Крајот на овој интервју сакам да го завршиме со она што почнавме, односно со вашата експертиза во делот на
давањето мислење на приватниот сектор или јавниот сектор и прашањата што поврзани со безбедноста. Може ли накусо за гледачите да ја објасните таа ситуација, зошто е битно ова при инвестирањето на странски капитал, да знаат дека капиталот им е безбеден, животот им е безбеден, во спротивно тој капитал може лесно да замине во Турција или во друга држава? Јас сум бил сведок, бидејќи имам консултирано повеќе бизнисмени од странство, кои се нивните ставови во однос на инвестиција во друга држава, конкретно во Македонија. Нивниот најголем страф е губење на капитал поради корупција. Одолговлекување на... Таа појава е утврдена во сите извештаи на меѓународните организации, како и домашни. Да, корупцијата за мене е основна пречка. Не само перцепцијата. Не перцепцијата. Бидејќи кога правам истражување, јас вршам интервјуа со луѓе кои работеле во различни фирми, на различни позиции. И кои низ база на тоа лично искуство ви кажува дека биле изложени на... За да проценам кои се проблемите поврзани со корупција во тој бизнис процес. Ајде едно подпрашање. Ниту Србија, ниту Хрватска, па веројатно и друга држава, Албанија ќе земе, за Бугарија да не зборуваме, сите се изложени во овие 20 години со висок степен на корупција. Дали бизнисот оди кај нив или и бегаат и од тие држави? Последната фирма која консултирав, бизнисот реши, тоест бизнисменот да инвестира во Турција. Зашто за Турција за не владее такво мислење? Фирмите вложуваат на основа на прецизни проценки. Колку треба да инвестираат, кој е ризикот за нивната инвестиција, која го работам јас, и потоа за колку време под ризик мислите само на корупција или и безбедносните прашања? Не, тоа е и нелојална конкуренција, значи почитување на законите. Доколку постои конкуренција која може да добие грантови кои не се основани. Или сива економија. Сива економија, продажба на шврцувана роба, неплаќање на даноци, доколку значи такви практики се што влегува низ царинскиот терминал, а не се проверува дека е оригинал, туку е имитација. Бизнисмените кои сакаат законски да работат во земјата, тоа се за нив е една проблематична конкуренција. А вие го утврдувате обемот и ризикот за неговиот бизнис. Тоа е вашата процена. И што велат сега вашите анализи во однос на бројот на клиенти што се, да речеме 50-50 остануваат, 50 заминуваат? Повеќе заминуваат. Повеќе заминуваат. Јас сум, има многу проблеми. Има, например, сакаат да купат објект, меѓутоа има скриени трошоци. Интересна држава да инвестираат. Така добивам впечаток од ова кажање. Интересно е бидејќи првичните податоци со кои тие располагаат се оние податоци кои се јавно достапни, како што рековте, од отворени извори, и тие гледаат просечната плата. Меѓутоа и просечната плата не е точен репер. Да. Бидејќи многу пари се исплаќаат и на рак. Така да доколку некој бизнисмен пресметува дека тој би плаќал некоја плата од 500 евра или 600 евра просечна, во пракса не е баш така. За ова немам ни мислење, мислев дека тој во одредени сектори, зашто тоа е реалноста. Тоа е проблем заради тоа што кога не се дружите со такви луѓе, мислите дека не се случуваат. Се случуваат, постојат компании кои 50-50 исплаќаат. 50% преку сметка, 50% на рака. И тоа, кој влегува странски инвеститор, тој не сака да работи. Тоа е ризик, тоа е веќе кривично дело. Не плаќа персонален данок, не плаќа, не знам, ДДВ. Во секторите каде што има такви практики, плаќа нема данок на тие средства, автоматски е кривично дело. Александар Илиев, задоволство ми е што го направивме овој разговор. Можам само да ја одржуваме темата на начин со оглед дека ова прашање не е дневно политичко. И најмалку треба да се занимаваме низ призма на дневна политика. А крајот на разговорот би го завршил. Дали критичката ваша обсервација ве ставаат во политичките табори? Да. За жал, секој кој е опозиција на власт. Но дали ќе се смени власта утре? Да, но кај нас е културата на луѓето да не обожаваат критика. Меѓутоа тоа е единствен начин за подобрување. Бидејќи критиката не е насочена за критикување на личноста, критикување на процеси. Да, ние зборуваме овде за состојба. И нудење на решение. Да, разборуваме за состојба, не за лица. Јас се како социолог кога би гледал, не е виновна владата ако има невработеност и сиромаштија кои се глобални проблеми, така да и заканат од тероризмот, испаѓа дека овие премиери во државите како што се Русија, Велика Британија секој ден треба оставки да даваат. Така испаѓа, а они не треба да даваат оставки доколку не менаџираат со ризикот.
Па Заканата не зависи од гледам ја како политичарите. менаџираат со ризикот. Ја 30 години ги гледам терористичките активности. Ретко кој премиер дал оставка во Велика Британија и во Франција токму заради терористичка активност. Не навлегувам да справам споредба со нашиве. Да. Туку го кажувам тоа дека тие се свесни дека они всушност сака да го ослабна системот со тоа што ќе ги доведат луѓето во ситуација веднаш да бараат да летат глави по тротоари. Покомплексно прашање, тешко да се одговори за крај на интервју, искрено. Меѓутоа, нашите политичари ги повикувам да тргнат суетата на страна, да мислат на државата и на сите нас. Така. И секоја критика да ја гледат како добронамерена, За да може знаењето да се искористи. прво да се детектираат каде се предизвиците. И на крај, нели, да заедно да бараме решение Ќе како речам, општество. професор Илиев, благодарам за овој интервју. Навистина на вас. професорски. Во секој случај останува можноста за да ве поканиме повторно во студиото на Слободна ТВ. Ќе ми биде мило. Почитувани гледачи, беше ова разговор со Александар Илиев, магистар на 2 факултета, стручњак и експерт за разузнавање и за безбедносните системи и секако неговата експертиза до јавниот и приватниот сектор се во функција и на безбедноста на населението и на државата Северна Македонија. Ви благодарам за вниманието.